Добар ден, победничко Куманово! Голем поздрав до сите што сте присутни денес овде и посебен поздрав на припадниците на Демократската партија на Србите во Македонија. Голем поздрав до целата коалиција за подобра Македонија. И голем поздрав до моите сопартици од ВМРО ДПМНЕ. Почитувани пријатели, на 13 април Куманово кажа што мисли за владењето на СДСМ. Куманово ја направи разликата. Куманово победи како што победи победничката коалиција за подобра Македонија во цела Македонија. На СДСМ некако како да не им е јасно зошто е тоа така. Меѓутоа на Куманово му е јасно. На Македонија и е јасно дека народот одбра дела на место празни зборови. На сите ни е јасно дека граѓаните на Република Македонија, без разлика на која вера или религија или етничка заедница припаѓаат, ги одбраа проектите, ја одбраа програмата, одбраа работи што значат подобар живот за сите граѓани на Република Македонија. Наспроти бројните лаги, фалсификати и манипулации со кои очајниците од СДСМ се служат, ние излеговме со програма, излеговме со конкретни ветувања, излеговме со дела кои ќе го направат подобар животот на секој граѓанин кој живее во Република Македонија. Ние знаеме дека народот наградува, но народот и казнува. Затоа пред да ја презентираме нашата програма, излеговме и со отчет за сработеното. Ете, затоа Куманово ја препозна разликата, затоа србите во Република Македонија застанаа на вистинската страна, на страната на победата, на страната за подобра Македонија. На сите ни е јасно дека на 27 април победникот е познат. На сите ни е јасно дека СДСМ и овој пат не успеа да изнесе никаква понуда за граѓаните, освен нивните стандардни лаги и манипулации. Но она за што се бориме сега е колку што може разликата да биде поголема. Разликата да биде доволна за најмалку 62 пратеници во Македонското собрание, за да има нашиот председател Трајко Велјановски доволна поддршка за реформите кои треба да поминат во ова собрание и реализација на сите проекти. Она за што се бориме е Македонија да има председател како што е Ѓорѓе Иванов, кој гордо и достоинствено секаде во светот со крената глава ги застапува интересите на сите граѓани на Македонија, а не како кандидатот на СДСМ што клечи на колена и бара помош од Приштина. Таков председател не и треба на Македонија. Затоа, почитувани пријатели, почитувани припадници на Демократската партија на Србите на Македонија, почитувани кумановци, браќа и сестри, на 27 да излеземе масовно, да гласаме за себе, за својата татковина, гордо и достоинствено, да гласаме за коалицијата за подобра Македонија, за најмалку 62 пратеници, за Ѓорѓе Иванов за председател и Никола Груевски за премиер. Да сте живи и здрави и на 27 Куманово да слави победа. Затоа што и Куманово заслужува да биде дел од победничкиот тим. Сите сме ние дел од тимот за подобра Македонија. Да сте живи и здрави.